Благодарам. Почитувана колешка, јас ќе коментирам. Моите тези ќе бидат заснувани на резултатите на анкетата на ИРИ која што излезе вчера. Три работи кои што се најголеми проблеми на граѓаните. Првата се високите цени, втората се малите и ниските плати, а третата се лошиот животен стандард. Почитувана колешка, во оваа држава 60% од населението сметаат дека ситуацијата дома им е полоша. 60%. 67% од испитаниците сметаат дека месечните примања им се недоволни да го поминат месецот. 59% дека полошо живеат отколку претедна година, а 30% дека живеат исто, односно дека ништо не се променило. Тоа значи дека 90% од крајаните во оваа држава не живеат подобро. 53% дека животот им е полош. Ова е апсолутен рекорд. Овој институт спроведува анкети во Република Македонија над 12 години. Ова е рекорд кој што е постигнат, односно овие граѓани се изјасниле дека не живеат подобро, односно дека живеат полошо. Почитувана колешке, 56% од населението се изјаснило дека очекува ситуацијата во наредните 2 години да биде полоша. Тоа значи дека додека овие од мнозинството од СДСМ велат дека ќе победеле на изборите во 2024 година, народот вели дека очекува економијата да биде полоша. 58% од населението се изјаснува дека оваа влада ја носи Република Македонија во погрешна насока. А ние зборуваме тука за буџет за наредната година од 5,3 милијарди евра. И ова се повикувам на извор на кој што колеги ви реагираат. Тука гледам десетина колеги кои што додека ги читам овие податоци реагираат. Еве ве повикувам сите, ве повикувам вас, ги повикувам нив. Тука сме пријавени за збор на 60 пратеници. Нека излезат и нека кажат дали институтот републиканскиот од Соединетите Американски држави има податоци во анкетите кои што се меродавни или не се меродавни. Ајде прво со тоа да расчистиме. Второ, Санела, јави се за реплика, дојди кажи. Ова се податоците. Ако вие одбивате да го прифатите ова, ако вие сметате дека навистина во оваа држава се живее подобро, дека економската ситуација е подобра, дека овој буџет ќе ги даде одговорите на прашањата и проблемите кои што ги имаат граѓаните, тогаш добро. Но јас ви ги прочитав неколкуте податоци кои што укажуваат дека населението во Република Македонија, дека граѓаните на Република Македонија се незадоволни, дека не живеат подобро, дека имаат очекувања кои што не се реализирани и затоа на анкетите рушат рекорди незадоволството и апатијата и депресијата на македонските граѓани. Тоа е тоа што треба ние денеска да го одговориме и да разговараме. Благодарам.